Почитувани гледачи на КМ телевизија, добре дојдовте во уште едно издание на актуелни разговори. 18 август, четврток, последен ден од изборната кампања за предвремените локални избори за избор на советници во Советот на град Тетово. Денеска имам чест и задоволство со мене да се носителот на листата на ВМРО ДПМН Ангел Карапетров и кандидатите за советници Анита Бошковска-Јовановска и Стане Бојчевски. Добро вечер за сите. Се надевам дека се чувствувате пријатно во нашето студио. На почеток, малку јас ќе избегам од стандардната шема на прашања, затоа што имам актуелни советници од општина Тетово. На останатите македонски партии понудија нова листа на советници. Вие сте актуелни советници, па би ве прашал зошто имаме нови избори за Советот? Да кажеме дека листата што победува не се менува. Видовме дека другите политички партии ги сменија листите, значи не беа успешни листите и советниците. Значи, овој проблем дојде затоа што не се донесе годишната сметка на буџетот, годишната завршна сметка на буџетот. Се изгласа со 15-15, но претходно не се верификуваше мандатот на еден советник. Значи, тоа не е прв пат во општина Тетово да не се донесе завршна сметка на буџет, затоа што во минатото имало многу завршни сметки што не се донеле во дадениот рок 31 март. Ова беше исклучок, но градоначалникот на општина Тетово Видел Касами поднесе информација до Министерството за локална самоуправа и Министерството за локална самоуправа го прати во влада и владата ги распише изборите. Мислам, владата го прати до собранието, собранието ги распиша изборите. И дојдовме после 7-8 месеци работа на Советот на општина Тетово да имаме предвремени локални избори за Совет. И тоа во месец август, во 20 дена во екстремно високи температури, па затоа и во сабота, да, за прв пат во сабота. Ние денеска сме четврток во предвечерието на предизборниот молк. Па бих сакал да ве прашам, затоа што кампањава веќе малте не помине, уште денеска само имате некои активности. На неколку часа сме до предизборниот молк. Сакам да ве прашам како ви помина предизборната кампања, оние средби со граѓани, што ви кажува? Искрено, значи ние сме самите изненадени од приемот кај граѓаните. Значи ни се случува да одиме на терен, некого да не ги најдеме дома, да побараат од нас да одиме повторно, значи за да ги посетиме. Мислам дека на овие избори ВМРО ДПМН ќе има многу голем резултат и ќе го зголеми бројот на советници. Но тоа не е случајно. Во изминативе 9 месеци ние работевме. Значи најпрвен, иако финансиската состојба на општина Тетово е лоша, најпрвен работевме на завршување на познатите проекти, како што се улицата Страшов Пинџу, улицата Гоце Делчев каде предпадена пуштивно осветлување, улицата Јане Сандански, улицата Димо Габарски кара. Значи, го решивме проблемот со експропријација на земјиштата на булеварот Глава Тоска. Објавивме тендер за капела, значи капелата е во завршна фаза и се надевам дека после 1 септември ќе биде пуштена во употреба. Значи ништо не е случајно. Ние работевме, граѓаните го прифатија тоа. Ние работиме и ќе работиме во интерес на граѓаните. Други ве лажат и крадат. Спомна, успешни бевте, 4062 гласа минатите избори. Ако ги собереме гласови во другиве македонски политички партии, па немаат вкупно толку. Вие 4 советници, СДСМ 2, другите не освоија советничко место. Се надевам дека на исти или подобар резултат се надевате. Мислам дека над 5 советника. Добро. Ми почна да ми одговараш искрено. Еве искрено јас како ја гледам оваа кампања, сакам да ви кажам. Тоа разговарав и со другите мои соговорници минативе 2 дена. Сметам дека многу преовладува државната политика во оваа кампања. Не знам кој не се појави од раководствата на големите две македонски партии тука во посета на Тетово. И кај ВМРО ДПМН беше и председателот Мицкоски, скоро најголем дел од градоначалниците, други дадоа поддршка одредени функционери и така натаму и така натаму. И кај Социјалдемократскиот сојуз, малтене цела влада беше во поддршка нивните министри и така натаму и така натаму. Но преовладуваат и теми од државната политика и од она што се случуваше последно во Македонија. Што сакам да кажам? Приметив дека во вашите спотови, како што си облечен денески идентитет,
насоката ви е во брањење на македонскиот национален идентитет, да ги заштитиме македонците во градот, така натаму и така натаму. Кампањата на Социјалдемократскиот сојуз е за европско тето. Нивниот слоган е таков. Сега, прво што ми паѓа на памет, пак е последните случувања во Македонија, изгласувањето на францускиот предлог и Македонија, они велат, почнува преговори за Европска унија, иако скринингот го почнавме само, ќе видиме се докаде ќе дојде таа работа. Сакам да ми кажете кој е вашиот личен став околу последните случувања на државно ниво, последните државни политики околу францускиот предлог. Значи вака, францускиот предлог е капитулантски предлог. Значи ја става Македонија во подредена положба. Се надевам дека со промената на власта, значи овие луѓе кои го изгласаа, кои го гласаа францускиот предлог, ќе одговараат. Вашите противници не мислеа така, сметаат дека ова ја води Македонија напред, кон Европска унија, за европско тето. Договори кои Изјавите кои гледав беа сосема спротивна насока. Сите договори кои смятаат за европски се антимакедонски договори. И овој последен, и преспанскиот за вас, тие се капитулации. Чим македонскиот народ не ги прифати тие договори, не се македонски предлози. Добра, анкетата за последниот предлог беше 73% македонци го отврлија, но таква одлука донесовме. Добро, ајде да го тргнеме ова сега настрана, тука завршуваме со оваа тема ако се согласувате. Да се фокусираме на проблемите, на она што граѓаните ви го кажуваат, а проблемите се оние што ги спомнуваме години наназад. Еве, например, тетово владе урбанистички хаос. Спомнати сообраќајот, нешто почнуваме да подобруваме, реконструкција на улици. Улицата Гоце Делчев почна да се реконструира, куп бекатон на едно место, улицата Тодор Циповски Мерџан, куп бекатон на друго место. Некој куриозитет се случува на локални избори денеска и пред 8-9 месеци во октомври, тогаш, што тогашната градоначалничка во заминување го остави градот прекопан од неколку улици и така зјаеше одреден временски период, на само неколку дена пред изборите тогаш, и што остави долг од 24 милиони евра. Сега повторно имаме некоја слична ситуација да имаме на неколку дена пред изборите ископани улици, куп бекатон на едно место, а проблемот не е решен. Зошто е тој проблем и како да го решим? Значи, ова е реваншизам од централната власт. Значи, договорот за ударни дупки во Тетово значи, тендерот ќе распишан предходно, постигнат е договор, значи, најдена е фирма што треба да работи низ градот да ги санира ударните дупки, но вамо имаме проблем со коцка. Значи, не секој знае да реди коцка. На лице место тамо е пратена полиција, која нашла двајца работници што биле од Албанија. Значи, како што кажав, коцка не секој знае да работи. Балкан, имаме нели слободен Балкан. Така, отворен Балкан, да. Балкан. Сега може да барат работа. Работниците на различни места. Значи, тоа не е причина да се допре улицата. Значи, знаеме дека таа улица е крвоток на градот, на стариот дел на градот. Да. Значи, не сме вакви работи да ни се случуваат во иднина. Ние таа улица ќе ја завршиме и ќе го решиме проблемот на граѓаните. Не само таа улица, туку цела Гоце Делчев улицата, со сите нејзини траси ќе ја прередиме коцката. Значи, ако можеме да те сватиме, ова е конфликт помеѓу централната и локалната власт, некој вид на реваншизам. А зошто? Не ли треба прво да се гледа интересот на граѓаните? Тоа да се среди. Овде интересот на политиката е во прв план. Да не се завршат некои работи на време, предпоставувам. Граѓаните не го ставаат овие големи парки на прво место. Паралелно на ова имаме и сообраќаен хаос. Проекти некои во насока на, да речеме, растеретување на сообраќајот во Тетово, Анита повели. Значи вака, нашата партија е одговорна, посветена и само со работа и со концизни планови за решенија приоѓа на сите проблеми. Така е проблемот и со сообраќајниот хаос. Знаеме дека во секој поразвиен град, нели, сообраќајот е многу поразвиен, меѓутоа треба да има решенија за тој да се одбива непречен.
Моменталниот пристап на нашата советничка група ќе го решаваме преку пробивање на булеварот Благоје Тоска до спој со булевар Илинден, со што со овој потек би се намалил сообраќајниот метеж и оние километарски колони што ги имаме на двата главни булевари. Исто така предвидуваме изградба на 2 катни гаражи кои се предвидени со генералниот урбанистички план и со кои ќе се растирети сообраќајниот метеж со кој се соочуваме. Значи, овие мерки се само дел од комплетниот план со кој би се наминал повеќе деценскиот проблем со кој се соочуваат сите тетовчани. Исто така мислам дека повторното функционирање на јавното транспортно предпријатие, и со отварање на нови линии, исто така ќе се растирети сообраќајниот метеж. Уште еден проблем и се кучињата скитници. Баш паметам и со Ангел го зборувавме тоа, на колку дена имаме наш сограѓанин каснат од куќа. Тогаш имаше некоја статистика, моментално немам таа статистика. После 8-9 месеци повторно зборуваме за кучиња скитници, дали за овој проблем имаме некој решение, се планира нешто? Значи, овој акутен проблем го имаат сите општини на нашата Република Македонија, меѓу кои нашата општина. Ние сме апсолутно свесни од стравувањето на граѓаните дека ќе бидат нападнати од овие кучиња скитници. По немањето на соодветни решенија и закони на државно ниво, општините се оставени сами да ги решаваат овие проблеми. Во изминатите 5 месеци напорно работевме како дел од комисијата за справување со кучиња, што се формираше во општина Тетово. Значи, тука бев јас како советник, меѓу другите советници од независните листи, од другите политички партии, значи една мешовита комисија се формираше за да се надмине овој проблем. Идеално решение за овој проблем е изградба на стационарен центар. Значи, тоа ќе биде идеално решение. Меѓутоа, додека нормално ние дека ќе го поддржиме, ќе предложиме изградба на таков еден, а и регионален нека биде стационарен центар, моментално се врши заловување на кучиња скитници од страна на стручни лица, со пушка и со анестетско дејство, кое не е ниту опасно, ниту штетно по здравјето на овие кучиња. Таргетирани се кучињата скитници кај кои е детектирано агресивно однесување. Значи, моментално тие се заловуваат и се тргаат од улица. И многу е важно за овие кучиња што им се пружа соодветен третман од страна на ветеринар и лиценциран тренер. Одлично, ние сме град под шара, во прекрасен предел, а имаме проблеми со вода и со загадување. Деценијски проблеми и тој, дали во оваа насока имаме некои конкретни планови, проекти од вашата советничка група, што може да направиме, или пак, како што кажавте, тоа е фактички на ниво на Македонија, тој проблем е акутен више, со загадувањево. Треба мерки сигурно да се донесе на централно ниво, па да се применуваат кон општините. Сега не сум јас толку експерт во таа област. Значи, нормално дека имаме повеќе решенија што треба да се имплементираат за загадувањето, еве сообраќајниот метеж, например, главен проблем. Исто така, мислам дека огромен проблем ќе биде зимава и проблемот со струјата. Енергетската криза. Значи, луѓето пак ќе се вратат на оние попримитивни начини на загревање на своите домови. И со цените сега што се и на огревното дрво и на струјава, пак нашите сограѓани кои знае што нема да палат сега. Искрено, ова прашање е за Димитар Ковачевски. Значи, да. Он треба да обезбеди доволно електрична енергија, да складира газ, како што направи во Чичко Србија. Така. Они ни предложи во последно време сега некои мерки што се помалку и повеќе смејувани во јавноста, но не е сега тоа тема за муабет. Анита, јас сум од секторот на образование, би сакал да те искористим за едно прашање. Во моментов ми текна, долги години имаме проблеми со Тетовската гимназија. Нашите гимназијалци учат во Старомедицинско. Како наредна гарнитура на локална самоуправа дојде на власт,
така сите ветуваат изградба на централното Значи- училиште, а никој не го решава проблемов. Еве и пред 4 години имаше таму сликање, медиуми. Поренешната министерка за образование Мила Царовска, готово, еве, почнавме. Екс-премиерот Заев се сликаше. Изградба на нова зграда. И 4 Каде години се тие ништо. ветувања? Значи испадна дека се лажни ветувања. Како ти во текот на 6 години ниту еднаш да не дојдеш да прашаш, да видиш кај се тие лажни ветувања. Значи за мене тоа е катастрофа. Затоа ние според можностите што ги имаме на локална ниво, значи морам да напоменам, тие има и локалната и централната власт. Значи може да го средат овој проблем неминовно. Меѓутоа ништо не направија. Ништо не направија. Додека за разлика од нив, ние за овие 5-6 месеци, не се ни 9, додека беше актуелен советот, имавме неколку средби со родителите на децата што учат во гимназија, со вработените во гимназијата и изготвивме приоритетни решенија за проблемите што ги има нашата гимназија. Исто така, тие приоритетни прашања ги изнесовме на совет, значи и потек е проект план за реконструкција на постоечките објекти на гимназија. Значи тоа е реално што ние може со овие средства кои што располагаме да го овозможиме. Но конечно работи да тргнат Да во тргнат. правилна насока. Во ред, Бевме многу убаво прифатени на патрониот празник, што после долги години се одржа во гимназијата Кирил Пичиновиќ на македонската настава. Значи, ова е само дел од плановите што ги имаме за образованието. Кои Исто се така други? значи, имаме план во училиштето Братство меѓу жени, исто каде што се одржува македонска настава. Мојот внук учи таму. И ја ќе ви кажам, сега не мора да ми кажете. Има 2 училници субстандардни услови за учење. Тоа сакам да го кажем сега. Значи вака, и моите деца учеа двете во тоа училиште. Тогашната помошничка директорка што беше од редовите на нашата партија изгради една училница, значи со реконансен програмата, што е многу за почит. И сега ево исто план проект имаме за изградба на 2 училници кои што ќе бидат замена за оние подрумски простори, каде што се одвиваат катастрофални услови на настава. Дали ова веќе е во тек? Во тек е план. Одлично, одлично. Да. Исто така имаме во план изградба на спортска сала во Основното училиште Вирија. И исто така би сакала да напоменам она помпезното најавување за отварање на спортската сала во Основното училиште Андреја Сависки Чичиш, дека е проект на претходната власт. Мислам дека USAID беше на изградба. Во оние 128 спортски сали во ширум Македонија, да. Во ред, ако завршиме околу образованието, Тоа е само еден дел. еден дел, во ред. Сега може да се префрлиме на нашиот ред гостин. Стане пред мене, пред емисија ми кажа 3 гости че имаме, еден од нив ќе биде, ние се знаеме, јас сум бил бивши спортист, ти сега актуелно си спортуваш во градот, имаш свој клуб. Сакам да те прашам, еве, на кратко некои прашања, да те вклучам во разговоров. Како е да се биде спортист во Тетово, какви се условите во Тетово за спортување? Условите се тешки. Ние сами си помагаме по клубот што ние да Сонгес Тетово, инаку јас сум тренер по кикбокс, исто така и понадешен советник и советник кандидат за овие избори. Минативе години спортот во Тетово е на катастрофално ниво. Имавме еден спортски центар, беше Каршеже на паркот. Каде сите што израснавме, но за жал и не го бетонизираа. Како кандидат за советник и спортист, мојата цел ќе биде подобрување за условите за спортот, подобрување исто така и за општествениот културен развој на градот. Ќе се борам за подобрување на условите. Покрај големиот недостаток на спортските сали во Тетово има голем недостаток и дефицит на спортските училишта. Денес бев во гимназијата, каде што тука нема никаков, говорим за македонската настава, нема никаков спортски терен. Нема децата каде да спортуваат. И како советник
ветив дека ќе се погрижам за изградба колку што можам на кошеви и одбојкарско Игралиште. одбојкарски терен. Векарските. Благодарам. Ја спомена Жена парк. Да. Вие бевте, ми се чини, дел од иницијативата на Го сакам Тетово, па имавте некој хуманитарен настан со две групи таму. Ајде нешто околу тоа. Му фали на Тетово Да. такви културни настани. Мислам дека имаше голем број на луѓе по слики што гледав на тие два настани. Нешто околу Тоа тоа. беше изминатата недела. Јас бев предводник на иницијативата Го сакам Тетово, во организација со невладина организација. Имавме можност да ги слушнеме Ламбе и Next Time. Првиот ден, значи околу 2 часа, бевме почестени од Ламбе. Вториот ден бевме почестени од Next Time. Минавме супер. Поздрав до нив, им благодарам за нивната присутност. Им благодарам исто така и на тетовци што не почестија со стварно голема масовност и мислам дека тоа ја не памтим. На мој 27 години да имало толку народ во зборим за Тетово. Затоа реков му фалат на Тетово такви настани, такви не знам манифестации. Ние ќе се заложиме ова да остане традиција во градот, затоа што знаеме дека ни фали културен живот. Така. Значи ние во Тетово немаме културен живот. Оваа година имавме еден ден преку општина Тетово, преку невладината организиравме уште 2 дена. Значи ќе се потрудиме идните години со буџетот на општина Тетово да предвидиме вакви настани. Одлично. Само да те помнам. Тоа беше организиран, настан беше како хуманитарен. Хуманитарен, да. Имавме поставено 2 кутии, каде што тетовци може да донираат. Парите беа однесени на едно, не знам, семејство каде што стварно Му се потребни средства. мислам дека и треба да продолжиме со организирање, верувам дека повеќе парични средства се потребни на тоа семејство. Ред. Спомнавме голем број на проблеми, голем број на проекти, но спомнавме и Жена парк, ајде и тука има една иницијатива Тетово сака парк. Општина Тетово стопираше проект за изградба таму на стамбени објекти, ако не се лажам. Да. За Тетово сака парк. Таму имаше проблеми, и јас имам емисија овде тука со Даријан Сотировски. Проблемот е тоа што државата имаше една афера пак. Сега зборуваме за оваа власт на поранешниот премиер со еден инвеститор од Црнагора дака, па таму провизии, тоа не знам и дали некогаш можеби ќе заврши во обвинителство. Настрана на тоа. На Тетово му треба парк. На Тетово му треба зелени површини, му треба парк. Значи, ние ја поддржуваме таа иницијатива и ќе се трудиме да се реализира. Како што кажа нашиот потпредседател на партијата, Александар Николовски, значи, ние ќе побараме од државата да ги врати парите, што ги плати од дака за земјиштето, да го ослободи земјиштето, да го даде на користење на општина Тетово и општина Тетово да го направи тоа земјиште парк. Ако не го направи тоа, сигурно ќе се сочиме со второто сценарий. Не го направиме парк, таму ќе имаме 30 згради и 3 трговски центри. Односно 8.000 жители, плюс во Тетово. Значи Тетово не смееме да дозволиме да се шири во централното градско подрачје, да се стеснува, значи зграда до зграда да се прави. Градот мора да се шири. На да може да периферијата. дише. Така е. Само тој сакала да дополнам дека советниците од мнозинството во Советот на општина Тетово го суспендиравме овој урбанистички план, за разлика од советниците од СДСМ и ДУИ, кои што демонстративно ја напуштија шестата, мислам дека беше седмица, што може да се види, нели, затоа што секоја седмица оди во живо, 51-та минута. Значи демонстративно ја напуштија гласањето, што значи дека они се за изградба. И сега слушам дека се пак за иницијативата Тетово сака парк. Они се на централна власт. Да, може да Лесно може да допринесат, ја да. поддржат и да ја решат на друг начин. Не само со зборови. Значи видовме и некои документи таму, дека поранешниот градоначалник на Скопје и потпредседател на СДСМ беше адвокат на црногорскиот бизнисмен. Значи преку него оделер Ова тие е работи. поврзана работа голема, значи слушавме и бомби на Кичеец,
Значи, ова е голема работа, но ние остануваме на идејата Тетово сака парк, значи ја поддржуваме и остануваме на тој простор тамо да се изгради парк. Спомнавме до сега најголемите проблеми за Тетово, кои се решенијата што ги нудите. Дали во вашата програма еве може да кажете уште некои во интерес на времето, уште некои позначени проекти што ги планирате за во наредниот период? Знаеме дека стариот дел на градот има проблем со водата за пиење. Тамо планираме да изградиме на два резервоара за вода за пиење со капацитет по 150 метри кубни вода за населените места Колтук и Перчина. Значи, над стариот дел на градот да изградиме два резервоара за вода. Со тоа ќе го решиме проблемот на стариот дел на градот. Решавање на проблемот со водата за пиење во село Палише и Сарачина. Значи, таму планираме да поставиме пумпа со вода и нова бушотина во село Сарачина. Затоа што знаеме дека во село Сарачина и во село Палише земаат вода од палчиште и дотокот на вода е многу мал. Значи, мораме да направиме да имаат тие жители доволно вода за пиење. Потоа планираме современо управување со отпадот, изградба на и ставање во функција на претоварна станица за отпад со селектирање на отпад. Финансиско самоодржливо интегрирано управување со отпад. Значи, програма за управување со инертен отпад, со кабаст отпад, со отпад од пакување, комунален отпад и градежен шут. Значи, ние мора да најдеме локации каде што граѓаните ќе можат да поставаат градежен шут. Затоа ќе си плаќаат надоместок, но нема да гледаме по континерите градежен шут во Гречи. Набавка на 30 нови полуподземни континери, знаеме дека 15 ќе поставиме. Имаме и 100 континери плюс тонација од коње поставени низ градот. И ѓубрето се дига редовно. Значи, сега имавме наплив на странци во Тетово, малку ситуацијата беше влошена, но во наредниот период градот ќе биде чист како што беше и пред да дојдат странците. Како што кажавме, решавање и надминување на сообраќајниот хаос. Значи, кога зборуваме за зонско паркирање, сакаме граѓаните што се во централното градско подрачје, како што е Ајдучко мало, да ги заштитиме од многу автомобили што доаѓаат, што се паркираат тамо. Значи, тамо резидентите да си имаат предност. Како што кажавме, изградба на стационарен центар за кучиња скитници, управување со православните гробишта. Значи, ова ни е уште еден од таквите проблеми што сакаме да го решиме. Таму има иницијатива за изградба на црква и капела. Значи, таа иницијатива е формирана од Македонската православна црква. Ние ќе ги поддржиме нив. Владиката сака да донира за изградба на црквата, ќе ги спремиме документите. ЈКП ќе ги одржава гробиштата, таму работивме уште еден човек. Зборуваме за во Тетово или за во Фалише? За во Фалише, добро. Се надевам дека тие гробишта ќе бидат достојни. А во Тетово спомна на почетокот за капелата. Долго време и тоа беше проблем. Некои решение се во последно време прочитав дека е при крај, затоа што капелава, срамота е да прочитаме вести дека капелата се користела за чување на патаци. Сега вака да не бидеме толку вулгарни, но искрено не знам за таа ситуација, но се зборуваше дека се ладен пијанот, дека некој го злоупотребувал местото за да лади пијанот за сватби. До кај сме сега со оваа работа, со капелата? Прво, исправка направивме на документите, извадивме имотен лист на капелата, значи немаше имотен лист капелата. Значи во моментов има фирма што работи, значи натрешност да ја работи, и се надевам дека до 1 септември капелата ќе биде ставена во функција. Тој проблем ќе биде решен. Значи, втор проблем што сакаме да го решиме се гробиштата во Фалише. Уште некои проекти да нафрлите или тоа е од прилика она позначајно? Тоа е тоа. Поставив многу прашања за најгорливите проблеми во Тетово. Да бидам искрен, ме изненадивте вака со позитивно работиве, тргнале во позитивен правец во последно време. Толку малку. За краток временски период ви посакувам и понатаму успешно да работите. Зашто ние станавме гласот на народот во Советот. Препознаа луѓето дека може да ни се обратат во било кое време и за било каква работа. Достапни сме 24/7. Исто така понудивме решенија за војднина дека ќе имаме отворен ден за средби со советниците, што градоначалникот пише има пракса да има средба со граѓани еднаш, мислам дека во месец. На крајот од емисијата, јас сепак би го замолил само носителот на листата на ВМРО ДПМН за едно кратко обраќање
до граѓаните, зошто да излезат во сабота и да го заокружат бројот 2 на гласачкото лист. Почитуваните топчани, ве повикувам сите масовно по сабота на 20 август да излезете и да ја дадете поддршката на ВМРО ТПМН и на бројот 2. Значи да ставиме крај на криминалот, корупцијата и неработењето што е синоним за СДСМ и ДУИ. Јас уште еднаш би се заблагодарувам на вашето присуство што ни бевте гости во оваа емисија Актуелни разговори. Почитувани гледачи, тоа беше последната емисија за овие локални избори на Актуелни разговори. Сега е на вас редот, утре е предизборниот молк, за неколку часа почнува предизборниот молк. На вас е да го искористите вашето граѓанско право во сабота да излезете и според вас, вие што мислите кој ќе го брани најдобро вашиот интерес, да го заокружите на гласачкото лист. Заедно повторно со емисијата Актуелни разговори, можеби во некое идно време. До тогаш, пријатно и со здраве.